Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Последните податоци на Државниот завод за статистика уште еднаш ја потврдуваат тешката економска реалност во која живеат нашите граѓани. Инфлацијата продолжува да расте, а граѓаните имаат се помалку пари во своите џебови. Според податоците на статистика, трошоците за живот во декември 2024 година се зголемени за 4,4% во споредба со истиот месец една година порано. Цените на основните производи пораснале за 4,3%. За илјадници семејства, тоа значи дека основните животни потреби стануваат недостапни. Месечната плата не е доволна ниту за најосновните трошоци. Владата на ДПМНЕ не само што не реагира, туку активно придонесува за овој хаос и е директен соучесник во масовниот грабеж на граѓаните. Така наречените новогодишни кошнички, кои требаше да донесат олеснување, завршија како фарса. Имено, цените на 63 основни производи, наместо да бидат намалени за 10%, биле зголемени за 397 денари. Основните производи не само што не поевтинија, туку станаа луксус за многу семејства. Зејтинот, јајцата, млечните производи, се е поскапено, а во исто време нема раст на платите. Само во изминатите неколку месеци од џебовите на граѓаните се одлеани десетици милиони евра во интерес на големите трговски синџири. Владата на ДПМНЕ покажа целосна неспособност да управува со економијата и со тоа ги остави работниците, семејствата и граѓаните незаштитени. Платите стагнираат, трошоците растат и граѓаните се соочуваат со избори кои не треба да ги прават. Дали да купат храна или да платат сметки. Во меѓувреме профитираат бизнис партнерите на власта и големите трговски синџири. Ова е директен резултат на лошите економски политики што се водат. Политики кои не се за граѓаните, туку за интересите на малкутемина привилегирани. Оваа ситуација е неодржлива. Потребни се итни и храбри чекори за да се врати контролата врз цените и да се заштити животниот стандард. Потребно е владата веднаш да ги прифати мерките на СДСМ, затоа што тие се насочени кон вистинско решение на кризата. Само преку укинување на данокот на додадена вредност за храна, преку воведување контрола на цените и преку зголемување на минималната плата можат да се намалат финансиските маки на граѓаните. Минималната плата мора да се покачи на 500 евра. Се пониско од тоа е навредливо и понижувачки за граѓаните. Почитувани, сегашната состојба е неприфатлива и неодржлива за граѓаните, а животот во Македонија не треба да биде борба за гола екзистенција. Време е за промени, реални, системски и веднаш применливи мерки, кои на прво место ќе ги стават граѓаните, а не малкутемина привилегирани. Граѓаните заслужуваат власт која вистински ќе се грижи за нивните потреби и интереси, а не за профитите на големите трговци и своите бизнис партнери. Благодарам.